Почитувани граѓани, почитувани медиуми, во Република Македонија во моментов нелегално и незаконски се прислушува. Оваа криминална власт не бира средства да врши притисок и уцени за своји лични цели. Сега мета се јавните обвинители, институциите и сите граѓани во Република Македонија. Со овој скандал од огромни размери се доведува до прашање се она што изминатија 2 години се работело во јавното обвинителство од страна на обвинителите и во судството од страна на судиите. Очигледно е дека институциите и нивната работа се под директен надзор и контрола на Зоран Заев и Оливер Спасовски. Сега веќе и повеќе од јасно зошто Заев однапред знае за целата работа на обвинителството и на судството во Република Македонија. Овој скандал на прислушување е повеќе од сериозен и отвара многу прашања за интегритетот, независноста и правичноста на истрагите и пресудите изминатите 2 години откако СДСМ и Заев се на власт. Граѓаните и јавноста повеќе не веруваат во обвинителството и во јавниот обвинител Јовевски. Колку разговори се снимени овие 2 години и што се има на тие снимени разговори? Дали има индиции за криминал или приватни разговори кои може да се употребат за уцена на јавните обвинители при носење на нивните одлуки? Кој се имал контакт со овие разговори, зошто власта предводена од Заев и Оливер Спасовски 2 години не презеле ништо во врска со овој скандал на нелегално прислушување? Заради непристрасност кон овој огромен скандал, јавноста бара одговор. Кој е надлежен за да ги преслушува овие прислушувани разговори и да ги утврди сите потребни работи? Кој и зошто ги прислушувал јавните обвинители и нивните приватни и деловни разговори? Врз колку предмети влијаеле овие прислушувани разговори за да се завршат по нечија желба? Исто така, се уште не добивме одговор. Дали се што се слуша и следи во моментов е нелегално и дали воопшто функционира системот за следење на комуникациите изминатиот период? Секогаш, кога се прислушува нелегално, се вмешани кадри на СДСМ. За овој огромен скандал некој од СДСМ мора да сноси одговорност уште веднаш. Ова јавно обвинителство после ваков скандал нема никаков легитимитет. Затоа одговорност бараме од оваа криминогена и ненародна власт и тоа бараме уште веднаш.